Минусни температури од утре па наредните 14 дена најавуваат синоптичарите. Најниската во Струмичко ќе биде до 14 степени под нулата во ноќните часови. Земјоделските експерти сметаат дека ова може лошо да влијае врз квантитетот и квалитетот на родот на културите кои се засејани. Струмичкава котлина има посадено раногренарско производство во заштитени простори, пластеници, оранжерии, кои што немат дополнително затоплување и тука во нив е богом посадена зелката. Сепак, иако зелката е ладнолюбливо растение, овие ниски температури може и негативно да се рефлектират или одразат покасно врз самиот раст и развој на зелката. Ова го потенцирам затоа што знаеме дека зелката точно е дека издржува до минус 15 степени Целзиусови, нормално кога е поголема, но температури како што се најавуваат сега за периодот што овие 2 недели што ќе е пред нас, може да се одразат во однос на стагнирање на самите растенија, а покасно да се одразат и врз квалитетот и квантитетот на самата зелка, односно на самиот плод. Во овој период важно е да се прихранат растенијата, вели Ивановски, аминокиселините може многу позитивно да влијаат. Во овој период, зборувам утре, се надевам дека снеговите што се најавуваат ќе се во попладневните часови, така што во предпладневните часови земјоделските производители ќе имаат можност да отидат на своето производство, значи во самите пластеници и оранжерии, површините кои што се наоѓаат помеѓу редовите, значи меѓу редовите, добро да ги навлажнат, а преходно да извршат заштита на самите растенија. При заштита на растенијата задолжително и препорачливо е покрај употреба на фунгициди и инсектициди, особено фунгициди, препарати кои што имаат моќ да спречат појава и на гниење и одредени болести, да додадат ѓубрива, тоа се специјални течни ѓубрива, на база на аминокиселини, затоа што аминокиселини имаат својство или моќ да на растенијата да му дадат дополнителна снага, народно кажано, односно да спречат одредени негативни рефлексии во однос на одредени шокови, како што е сега во оваа ситуација температурата. По период на речиси пролетни температури, Струмичкиот регион и цела држава ги зафаќа силен поларен бран со снег и минусни температури.